По повеќе од 1,5 месец од апсењата во раководството на јавното претпријатие Комунална хигиена, обвинителството пронашло докази за поднесените обвиненија за загрозување на животната средина поради несобирање на отпадот во Скопје. Градоначалникот на главниот град изјави дека тие дејствија биле политички организирани со цел да се наштети на изборните резултати на локалните избори, но дека на крајот се покажало дека го загрозиле здравјето на граѓаните. Сепак тоа не е единствениот прекршок, бидејќи постојат и докази за финансиски злоупотреби, изјави Орце Ѓоргиевски. Во минатото промена на мењач на камион чинело 1,5 милиони денари. Денес чини помалку од 200.000 денари. Еве една од состојбите. Ако во минатото се дозволувало, имаме потврда и од, но не можам во интерес на истрагите да давам детали целосни, но имаме потврда и тоа го изнесов во јавноста дека лица кои што не се во држава земале плата таму. Замислете, има лица, двајца конкретно, кои што се и во куќен притвор земале плата. Па тоа го нема никаде во светот. По спроведената истражна постапка, обвинителството поднесе обвинение против две лица од јавното претпријатие Комунална хигиена. Според обвинителството, поранешниот ВД директор Сабахадин Рустеми и второ обвинетиот менаџер за отпад во ова претпријатие се сомничат дека како соизвршители сториле кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад, согласно член 230 од Кривичниот законник. ВД директорот на јавното претпријатие постапувал спротивно на статутот на претпријатието, спротивно на законот за комунални дејности, не ги спроведувал одлуките и заклучоците на управниот одбор, не се грижел за спроведување на деловната политика на претпријатието, не ги извршувал задачите од својот делокруг на работа, не учествувал во утврдувањето на критериумите за користење, распределба и управување со средствата генерирани од работењето на претпријатието и не обезбедил мерки за заштита на животната средина. Како што се наведува во обвинението, истрагата покажала дека во текот на октомври оваа година двајцата обвинети со тоа што не вршеле надзор над собирањето, транспортот и соодветното управување со отпадот можеле да предизвикаат значителна штета врз квалитетот на почвата, воздухот или водата, опасно за животот или здравјето на луѓето, како и уништување на флората или фауната во поголем обем. Обвинителството предложи за поранешниот директор Рустеми притворот да се замени со мерка за задолжително јавување, додека за обвинетиот, кој се уште е вработен во Комунална хигиена, суспензија од работа додека трае истражната, односно евентуално судската постапка.